Судејќи по тоа дека ова е уште едно неделно попладне, 16 часот и 15 минути, а вие ја следите програмата на телевизија Телма, тоа значи дека е време за ново издание на Fairplay. А судењето ќе биде наша денешна тема и тоа со двајца млади македонски кошаркарски судии кои кон крајот на минатата година стекнаа FIBA лиценци. А тоа значи дека сега можат да ја делат правдата и на меѓународни надпреварувања. Колкава е тежината кога твојот збор и твоја одлука се последни, без разлика на тоа што некогаш можеби не се исправни? Кои квалитети треба да ги поседува една личност за да може храбро и одлучно да се носи со ваквата улога на теренот? За искуствата од кошаркарскиот паркет, за тремата дека грешки се случуваат, но и за гордоста и среќата по успешно и фер комплетиран надпревар. Денеска ќе разговараме со Ема Никочевиќ и Андреј Златевски. Останете со нас, Fairplay почнува сега. Судиските одлуки се многу често тема на дискусија, иако откако ќе се заврши надпреварот, веројатно ништо не значи дали се согласуваме со нив или не. Меѓутоа денеска ќе дознаеме како е во кожата на оние луѓе кои треба да ги донесат. Кажав и во најавата, може да се случат понекогаш и грешки, но времето не можеме да го вратиме. Па постојат ли притисоци, постои ли трема или ќе слушнеме како и на друга страна кога некој надпревар ќе помине во одлична атмосфера, кога има фер игра и кога има добри судиски одлуки. Двајца млади луѓе се мои денешни гости, веќе ја имаат таа привилегија, тоа е подобро да кажам и заслуга, да имаат статус на меѓународни кошаркарски суди, меѓутоа сепак се уште најголемите ангажмани ги имаат овде, кај нас во Македонија, а очекуваме и се надевам дека што почесто ќе слушаме дека имаат ангажмани надвор од нашите граници. Во студиото на Fairplay се Ема Никочевиќ и Андреј Златевски. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Драго ми е што сте мои гости и што еве вака млади луѓе сепак имаат искуства да ни ги раскажат. Па сепак мислам дека е редно малку подобро да ве запознаат гледачите и да дознаеме како почна целата оваа приказна, затоа што веројатно судија не се станува преку ноќ, туку мора човек прво да воспостави некаков контакт со спортот, да стане дел од светот на спортот. Ќе дадам предност на дамата. Ќе почнеме со Ема. Јас од мала по терените, по игралишта, со другарките, другарите си шутиравме на кош. После тоа почнав да тренирам, пето оделение. Имавме секој ден тренинг по сат време и играв прва лига, во Шведска втора лига и таму почна да, тоест имав повеќе слободно време, каде што почнав да им помагам на тренерите со мали деца и ме пријавија на семинар за тренер, тоест као основна кошарка, као грункурс се вика. И за да бидам тренер до 16 години па до 20, морав да одсудам надпревари, 10 надпревари на првиот курс и на вториот курс морав да одсудам 20 надпревари. И тоа ти се допадна? Некако таа улога? Па да, ми се допадна улогата. Да, мислам, различно е да си тренер и да си судија. Не тука сега само децата да напредна, да оваква, од другиот тако гледаш правдата. Да. И ништо која се врати во Македонија, сакав, играв и сакав исто да судам надпревари, кај 26 години морав да се одлучам дали ќе играм, дали ќе играм или ќе судам.
И оваа одлука падна. Па добро, и ова е интересно, веројатно и не така лесно заради тоа што пак позади тебе останале години тренинзи, труд и така натаму, но добро, ќе одиме поред. Сега Андре малку да ми раскаже, видов на социјални мрежи барем дека прилично спортски си активен се уште. Па, Но како стартуваше тоа? да, мислам како стартуваше, јас можам да кажам дека уште од најмала возраст имам контакт со спорт и со кошарката. Почнав да тренирам, мислам дека негде на свој 9 години во кошаркарскиот клуб Вебо на професорите Гацов и Домлевски. Тренирав таму до, мислам дека до негде 8 оделение. Во 8 оделение веќе нели она се преоѓа основно средно училиште каде ќе се запишуваш така натаму. Во меѓувреме имаше некој клубот дали згаснуваше, па каде ќе се оди следно што. И видов, мислам, имаше некој отворен оглас, дали сакаш да бидеш судија. Мојот татко исто, мислам, беше меѓународен кошаркарски судија. Дојде дома еден ден, вика, да одиш да пробаш. Јас сум доста љубопитен по природа, викам, не знам, судија, не ми звучи нешто примамливо. Вика, иди пробај, види, па и да, нели, отидов, пробав, видов, бев доста прифатен, морам да кажам, и еве ден денес се уште сум дел од организацијата. Како тоа изгледа? Тоа се семинари, тоа се обуки. Има ли во Македонија доволно стручни луѓе кои што, ете, така може да бидат добар пример, да бидат добри учители, обучувачи? Дефинитивно, мислам, како тоа изгледа, ние имаме редовни состаноци на организацијско ниво, имаме една државна организација, да кажам, нели, судиска, која е под капата на федерација. Имаме и градски, локални, нели, да ги кажеме, како ограноци. Да. И, нели, кога некој сака да стане судија, доаѓа, нели, во најблискиот, нели, градски, да кажам, нели, огранок и се пријавува, потоа, нели, доаѓа на редовни состаноци, имаме редовни обуки, семинари еднаш годишно, редовни, има луѓе кои работат со тие, нели, нови членови на почеток, нели, ги обучуваат како се води записник, како се суди, поставувања, ред други работи. Мислам, тоа е еден голем дел, процес. нели, голем процес се почнува, нели, степ бај степ од најосновните работи, па се оди кон посложените и посложените. Ова ме интересира, спортистите секако кога стартуваат една кариера, да речеме малку попрофесионално, не може тоа да го направат без талент. Мора да постои некаков талент, предиспозиција за потоа со многу работа тоа да се развива. Дали за судија се потребни некакви предиспозиции? Значи нешто што човек едноставно мора природно да го има за тоа да го прави. Има ли луѓе што според вас себе не би можеле да бидат суди? Ако се, да речеме, неодлучни? Ако не се толку способни за некоја брза реакција? Не знам, сите сме различни. Па, генерално, мислам дека се учи во Може животот. да се научи. Да, јас верувам во девизата, нели, напорната работа го победува талентот. Добро. Меѓутоа, сметам дека битна предиспозиција е да се сака кошарката и да се прати кошарката, и нормално некој кој тренирал кошарка или имал било каков контакт со кошарката, полесно би му било да се снајде, бидејќи, нели, има чувство за игра, за, нели, да кажем, ајде, предност, подредена положба, што би влијаело, што не би влијаело на играта, меѓутоа, нели, сепак и тоа се учи, искуство е во прашање. Можеби веќе и не треба да толку ја правиме таа поделба мажи-жени во спортот. Се надевам напреднуваме на тоа поле, меѓутоа сепак прочитав некаде податок дека во Македонија не е голема бројката на жени судии. Ако не грешам, 4 вкупно кои... Мислам дека сме сега... Или можеби сега веќе повеќе? Не, сега сме 7, а има ново пријавени. Добро. Значи, сепак напредува ситуацијата, но тебе, она што сакам да те прашам, имаше ли чудни реакции, негодување од некој или обесхрабрување, ај сега шо бараш да бидеш ти, жена судија, ќе ти биде тешко, па тоа е некако... Да, мислам, ми беше на почетокот многу така, значи има од играчи што ми вика, као не си ти за тука, не треба, не е овој спорт за тебе.
скептичен, ти си за фини работи, коментари, не ова за тебе и така. И, ама, мислам, влијаело, знаело никогаш да те подзамисли тоа? Да, на почетокот да. Пак се нервирав, ама сум дошла до тука. Си дошла до тука и тоа е апсолутно успех. Кој најмногу те поддржа, од друга страна, најмногу ти помогна да, не знам, едноставно да веруваш во себе, да речеш, окей, можам ова да го направам. Имало ли некој што е така најзначајна фигура во целиот тој пат? Па беа моите родители. И мислам дека се многу горди на мене и овако имам другарка што е делегат исто, што она многу ме као да кажам Бодри? ме пуш. Да. Ти дава поддршка едноставно, те бодри. Да. И менторите каде што почнував да трчам со сега исто е делегат Сашко Терзовски, Уши го викаат, и Пиперков, што е интернационалниот инструктор ФИБА. Кој дел ви бил најтежок од совладување на буквално техника, она што по учебник треба да го знае еден судија? Повторно се враќам на тоа, потешко е да се донесе правилна одлука или потешко е да се има соодветен говор на тело, гестикулација, сите тие ваши знаци кои што треба да ги дадете точно и прецизно? Што е потешко? Што е најтешко? Мислам, ајде да кажеме, нашата работа се состои од комбинација од тие две. Да. Значи, добриот говор на тело и сигурноста во самиот себе некогаш продаваат, да кажеме, во наводници и лоша одлука. Кај нас тоа е најбитно, нели, грешките се составен дел од секој спорт и од секоја работа, па и од нашата. Мора да човек да научи да се носи со нив и да се труди да ги има во што помал број и што побрзо да ги надминува во текот на надпреварот. Така што да, ја мислам би рекол комбинација од двете дефинитивно. Едното без друго не оди, може ти да ги познаваш правилата најдобро на цел свет, ама ако не знаеш како да кажем да ја прикажеш, како да се представиш и како да го представиш своето знаење, може да ти биде џабе. Така ќе недостасува авторитет, едноставно, да, така ќе има и многу од страна приговори. Морате да имате сепак добра и сега физичка кондиција. Како ја одржувате? Кои ви се омилени активности за постигнување на тоа? Па јас мислам надвор од кошарката и судењето се занимавам вежбам рекреативно кросфит во Кросфит Скопје. Поздрав до Жарко Батич и до беше тука, да, беше. екипата. Само мене уште не ме натерал да вежбам, другите сите ги натера, цел свет, да. Се надеваме ќе ни се придружиш, вратите се отворени. Значи Жаре помага, така знам дека и на многу други спортисти и целиот тим. Дефинитивно, мислам екстра е стварно висок интензитет на тренинзи, кај што стварно мислам доста ми помагаат да бидам физички активен и спремен кога ќе дојде надпревар да можам да издржам било какво темпо од надпреварот и нели оние да кажеме амплитуди кај што оди надпреварот во повисок интензитет или понизок интензитет, лесно ми е да се справам после тоа благодарение на нели тренинзите кои ги одржувам ваму. Ама видов и велосипед, планинарење? Да, возам велосипед, летно време најчесто кога е нели оф сезон, кога имаме повеќе слободно време, возам велосипед, знам да отидам на планина, трчам на кеј, од време на време учествувам на сите овие што се Скопски маратон, Екоран, не знам како и да се викаат. Да. Добро, тоа е супер. Сега имаме една задоволителна бројка на такви настани во градов и во земјава, што е супер, нели? Дефинитивно, мислам и секоја чест и за емисијата тотална поддршка, мислам треба да има што поголем број на вакви настани, емисии, нели, каде што ќе го потикнеме спортот и сите луѓе да се занимаваат со спорт. Да, благодарам. Спорт е секогаш добра тема, убаво го рече. Ема како одржува добра кондиција? Јас па идам по ФИБА програмата, нима дадено ФИБА програма, секој ден каков тип на вежби, тренинг? Освен не ги практикувам кога, например, имам надпревар некој, мислам дека тоа можам да го заменам со за да не биде пренапорно. Да. Така? Да.
Значи таа фило програма си функционира одлично и ти помага да си бидеш во Така, во така топ има форма. то во главном е трчање, сега какво трчање дали километри, дали на време, на height rates. Да. Слично како надпреварувачите и маратонците кои што нели си го темпираат сето тоа дали сакаат да постигнат брзина, издржливост, што и да е. Ке се потсетиме ли на првите надпревари кои што ги судевте? Верувам дека тоа е нешто што не се заборава, како јас веројатно првата емисија кога сум ја водела, не се заборава тоа искуство, но ви беше позитивно, го паметите како нешто добро или беше целосен стрес и нешто што можеби чекаш дури и побрзо да заврши за да се стабилизира, да се смири организмот? Па, искрено, за мене вака кога ќе се навратам сега, првите надпревари беа многу позитивно искуство, дефинитивно исполнети со, ајде да кажеме, не некој стрес преголем, ама е позитивен стрес да го наречеме, значи нели нормално најчесто сите судии кога ќе дадат првиот надпревар досудуваат 1 до 3 одлуки. Мислам тоа е нормално. Јас првите надпревари ги одсудев, имаше порано јуниор лига, значи тоа беа надпревари во кои што се надпреваруваат дечиња кои што речи се не знаат да си ги врзат врвките на патиките. Така што генерално беше едно многу убаво искуство, нели работата со деца секогаш е интересна и предизвикувачки. Потоа понатаму нели степ бај степ се следува, да кажем, првите официјални младински надпревари, па првите, да кажем, сениорски надпревари, трета лига, втора лига мажи, прва лига жени, па на крајот нели да дојде она што го викаме највисок ранг на надпреварување, односно нашата прва лига. Има прв надпревар? Па во Шведска нели курсот, значи бев како фрлена во оган, така. Значи, тоаш беа 14 годишни деца, пак се поголеми од тие јуниор, ама без тие семинари кои што имавте вие у Македонија, таму, мислам, учиш делот за тренери и после тоа ајде надпревар и буквално, значи чекав првиот тајм-аут да идам на записничка маса, се напијам вода и им кажав, јас веќе не можам. Значи сега и никад више. Мислам дека сите ме гледаат. Да, дека целиот фокус е на тебе. Не знам ни кај да трчам, како да трчам, не. Ама после тоа морав да продолжам 10 пати, се учи. Мислам, наредниот пат гледав што треба да правам, како треба да правам и строги ли сте многу сами према себе, кога ќе се случат грешки? Знаат ли да ви предизвикуваат долго време немир, па преиспитувања зашто тоа така сум го направил или направила, што ми текнало тука вакво нешто да досудам? Има многу преиспитувања или лесно одите натаму во смисла го оставаме тоа за себе и нема многу фокус на тоа што било? Какви сте по природа? Па, во принцип, судењето те учи, да кажем, бидејќи значи ние носиме во споредба со други спортови, нели кошарката е доста брза и динамична и одлуките се носат, да кажеме, од секунда во секунда. Мора да научи човек да преоѓа преку грешките, значи ние сите сме свесни уште во моментот кога ќе ја донесеме одлуката, сме свесни дали таа е исправна или не. Да. Меѓутоа мораш да се научиш брзо да преидеш преку нели грешката, односно одлуката, за да можеш да се концентрацијата да ја задржиш на највисоко ниво, за да продолжиш нели како што треба во надпреварот. А после надпревар нормално има големи преиспитувања, прегледувања, снимки, па зашто, како, нели нормално од своите грешки најдобро се учи. Ке свирнам нешто и си викам, леле, зашто? Почекај малце и ама морам да поминам низ тоа како што вика Златевски. Значи поубаво е кога преминуваш за да се фокусираш, да не сгрешиш пак и после тоа ќе прегледаш, ќе размислиш зошто си го свирнал.
кај си требало да бидеш наместен, на кој агол, за да видиш поубаво. Следниот пат да биде подобро од овој кога била направена грешката. Знаеме и сега, баш мислам дека и минатата недела имавме таков пример, се случуваат и немили настани во нашава домашна кошарка. Мислам и насекаде, не дека само кај нас. Меѓутоа има така тензични надпревари, знае да биде атмосферата тешка. Имало ли некој надпревар што ќе го помните од она досега искуство што го имате како најтежок, да сте имале најтешка задача и поради целата атмосфера и поради тоа што се случувало на теренот, не знам, едноставно расположението дента на сите, на играчи, на тренери? Па, види, мислам, станува збор за балканско подневие, тука, нели, такви сме ние карактерно луѓето овде по, да кажам, енергични, нормално е, да, а од друга страна, па нашата работа е нели, судир на интереси, ние и како суди имаме различни интереси со гледачите, со навивачите, односно со тренерите, со играчите. Така што нормално е на една страна нашата работа да не се допаѓа на крајот, нели? Така да, мислам, најубаво е кога ќе заврши сите, кога се задоволни од надпреварот и кога сите ќе се поздрават меѓу себе, меѓутоа, за жал, да, имаме некогаш ситуации каде што, нели, има и тензични моменти, како мислам како и се друго. Има и многу убави моменти, но има и Сте биле дел од, не знам, дури некогаш има нели вербални, физички пресметки, знаат судиите нападнати да бидат. Па, да. Јас имав, мислам, пред 2 години на младински лиги, М14, каде што детето го блокира и му прави као јас сум најак, на детето. Заради таа реакција добива техничка од мене. Имаше момент кај што се прекачува родител преку ограда и трча. Кон тебе? И ја мислев кон мене, ама ме поминува мене, иде кон детето, тоа што... Тоа што, да, без согласувањето на терен. Да. И ништо и ништо ги разделија, одма викнав, мислам, полицијата беше тука, да. Да, и почув, значи има некоја доза страв, си велиш, чекај, јас ли ќе бидам нападната во ситуација? Страшното е тоа што чим имаат, они, не знам, како можат кон дете да идат да нападнат, а не, ние сме... Дерби надпревари, да речеме, знаат да бидат секогаш една посебна ситуација и на Балканов, еве да спомнеме кошаркарска Евролига, па и АБА лига. Има такви примери и дури понекогаш знам да прочитам дека има судии кои не сакаат едноставно да се нафатат на таа улога, затоа што секогаш затегната атмосфера и ситуација. Кај нас сте суделе ли, еве да речеме, најголемово дерби МЗТ работнички? Да, јас минатата година судев МЗТ работнички кај нас. Мислам, моментално има, нели, дербито нормално, како и не е само тоа е најголемо дерби, имаме кај нас и други дерби надпревари кои што се, да кажем, доста исто интересни и предизвикувачки за судење. За жал нема дербито таков интензитет како што имало пред, да кажеме, 5 па и 10 години. Меѓутоа пак е, нели, многу убаво чувството да се биде дел од целата таа атмосфера, иако има, нели, нормално и притисок и сами си правиме некој притисок поради значењето на целиот тој надпревар, ама стварно е преубаво чувството да се биде дел од тој спектакл. Каква ви е комуникацијата со, еве да речеме сега, со македонските играчи и тренери? Јас слушнав некои изјави од играчи, каде што самите велат, мене не ми менува или не ми пречи, дали на теренот има судијка или судија. Дали чувствуваш има дека тоа е искрен одговор, дека навистина тоа го мислат или само тоа така го кажуваат? Значи, што вели однесувањето? Па не, сега искрено си разговараме, тоа е целта. Мислам дека сега е... Мислам дека не им прави разлика. Дека сум судела на втора лига, имав само, мислам, имав 2 прва лига надпревари. Втората ми беше со него. Заедно? Да. И не осеќав некаква дискриминација. Значи тоа што го велат, навистина го и го мислат, не прават проблем или не чувствуваш дека си
Поцената, да речеме. Добро. Не чувствувам се. Тоа е многу тоа е важно. да. Генерално, има ли фер односи со нашиви играчи, тренери, дали се едноставно разбрани, колегијални? Па можам да кажам дека генерално да. Тоа е бон тон на некој начин спортски. Да, ние сме спортските работници на ајде нема да кажам на една рака се броиме, ама малку сме и мислам дека коректно е да се почитуваме меѓу себе. Нормално е, како што кажав преска, нели се работи со судир на интереси, нормално е да има реакции нели во да кажам во екот на играта. Меѓутоа, нели на крајот на денот најубаво е кога нели ќе завршат прероците, ќе се поздравиме, кога ќе се сретнеме утре негде надвор низ град, да се испочитуваме едноставно. Мислам дека тоа нели си стварно имаме еден, можам да кажам, коректен однос со генерално, да. Покрај целото ово искуство што сега го раскажавме дома, мене ми интересира како човек доаѓа до ситуација да пред се да добие шанса за обучување да стане меѓународен судија, значи дали тоа мора некако да се заслужи или едноставно човек се пријавува, станува дел од тие селектирани луѓе таму и почнува да се дообучува. Каков е процесот за добивање FIBA значка? Па мислам сакаш да Јас мислам за мене можам да кажам дека сепак има и позитивна дискриминација. Добро. Дека јас Имаш предност. Имам предност бидејќи сум жена и за секоја држава FIBA има такви, како да кажам, тие се женски, мислам лиценци за лиценци, да, има зелена лиценца е само за жена, што може да суди меѓународни надпревари, сениорки жени, до 20 години машки и женски. Меѓутоа не можеш да судиш со зелена лиценца сениори мажи. И така да мислам Сега ќе почнеш да го собираш ова искуство, а потоа можеш, се надевам, предпоставам да напреднуваш и да тоа секако беше едно од моите прашања, што значат Андреј, ти каква значка имаш сега? Мојата е бела лиценца, се вика, значи има црни, бели и зелени лиценци. Црните се, да речеме, веќе за оние етаблирани FIBA судии кои не име, да кажам, прв лиценцен период, туку веќе се повеќе години дел од ова надпреварување, а белите лиценци се, да кажеме, за нели млади перспективни судии кои допрва нели треба да собираат искуство на меѓународен план. Да, значи двајцата тоа ве чека во смисла нови предизвици и дај Боже и напредување во таа смисла. Па според тоа, како сега во иднина евентуално ќе ги добивате тие ангажмани? Дали станува збор за некаков повик и регрутирање од нивна страна или повторно вие сте што треба да се пријавите дека сакате да судите на конкретен меѓународен надпреварување? Генерално мислам не е дека можеме ние сами да се пријавиме, јас сакам на европска суда. Не е туку, мислам добиваме повик, нели исто како и кога ја започнавме кариерата, се почнува нели степ бај степ, значи прво судиш, да кажам, надпревари од понизок ранг, се судат надпревари, има летни турнири, тие се европски првенства за младински категории до 14, 16, 18, 20 години. Значи најчесто скоро сите почнуваат од таму. Таму добиваш нели некако фидбек од луѓето што се задолжени за контрола нели на надпреварите. И оценки? Да, оценки, така? да, фидбек и оценки добиваме нели за завршената работа на надпреварите и врз база на тие нели оценки и тој генерален фидбек кој ќе го добиеш за да речеме целото тоа првенство, понатаму нели се креира некоја листа, ајде да кажеме, па врз база на тоа добиваш, ако нели нормално, да, за нешто повеќе. Какви се желбите? Тогаш редно е да прашам какви желби имате сега во моментов. Има ли некој, ајде да почнеме од регионалниве надпреварувања, некој тип на надпревар или надпреварувања кое што сакате да се најдете утре ден?
Сега за годинава, мислам дека си исполнив желба, судев куп жени. За годинава ми е доволно. Добро. Летово очекувам некој меѓународен, мислам, турнир. А за понатака да судам некоја дерби. Дерби, нели? Да. Во регионов има Во доста регионот интересни има. дербија. Andrej? Па, мислам, за сега, да кажеме во блиска иднина, да, нормално, нели, предизвика секогаш финалните, да речам, завршниците се најголемиот, нели, најголемата награда и најпрестижното нешто што може, нели, секој спортист да си го посака. Повеќе би репрезентативни надпреварувања или клупски? Па искрено не знам, јас барем мислам дека сонот на секој спортиста да ја представува својата држава на Олимписките игри. Така да, ајде да нескромно ќе кажам дека тоа е мојот И не треба да сон, се биде скромен во спортот. за треба иднина, целите па да ќе видат. видиме докај ќе стигнеме. Ќе се потрудиме да дадеме се од себе. Што ви е потешко да судите на мажи или жени? Па искрено мене машката лига ми е доста полесна за судење од Полесна? колку женската, да. Ај, па зошто? Мора ми објасниш. Помалку грешки има, Па побрза е во секој случај играта. Да, играта е побрза, би рекол по-чиста, контактите се појасни, се знае кога е фаул. Аха, полесно видливо е, Да, поочигледно. полесно, мислам, полесно може да се окарактеризира некоја грешка каде што, да речеме, дали јасно влијае на играта или не влијае. Кај жените малку е поинаку, може помал контакт повеќе да влијае, може поголем контакт во некои ситуации да не влијае толку. И искрено не знам, мене ми е доста полесно Со мажи. да судам, да. Исто или не е Не исто? знам дали да се согласам, да. Не. Мислам дека има право, Андре. Сега, поинтересна, по-динамична, убава игра имаат и полесно за судење. Само што треба да имаш многу кондиција и многу... Аха, да, во таа смисла е во таа потешко. смисла е Темпото да се потешко, следи. да. Следите ли тогаш кога не сте ангажирани работно во поглед на кошарка, следите ли многу често кошарка? Што најмногу сакате да гледате? Нашиве регионални надпреварувања, не знам, АБА лига, Евролига или НБА? Па Евролига следам Најмногу? доста, NBA порано повеќе, сега така плейоф на крај. Само некоја завршница. Финална серија, Да. да. Евролига пратам, гледам секој коло барем еден надпревар да изгледам. Сигурно. Јас обично ги следам кај ќе судат некои наши меѓународни Аха. суди, дали се ФИБА или АБА. Тој надпревар сега многу Ти на тоа се фокусираш? Тоа ми интересува. Со какви очи еден судија го гледа надпреварот? Значи, уживаш во тоа што го прават кошаркарите или следиш само што прават судиите? Што прават судиите. Така? Да. Е, па добро, да е малку потешка ситуација, веројатно. Да, ние различно ги гледаме Не си толку надпреварите. релаксиран. Не гледаш само како фан. Па дефинитивно, и да тоа е. различно, да. Например, да седнеме да гледаме ист надпревар двајца, да кажеме љубители на кошарката, еден кошаркарски судија и еден не, гледаат различен надпревар они двајца. Мислам, нели? Тука ти е овакво дали е добри 24 секунди, 12, кој сгрешил, Да. како сгрешил, зашто сгрешил. А и мислам има убавина која ќе подадат некаков пас и ќе закуца и тоа е убавото, тоа исто го гледаме и Да. затоа Атракцијата Да. и убавината е тоа, Да. всушност затоа што спортот е и шоу во секој Да. случај и таа улога си ја има, си ја носи. Бидејќи не сте само суди и не можете да бидете за жал, затоа што не е ова една таква професија која ќе обезбеди на човек екзистенција целосно. Што друго правите? Што работите? Јас сум софтверски инженер, работам моментално за странска компанија. Да, нели, надвор од тоа сум и кошаркарски судија.
Јасно е дека успеваш да балансираш меѓу овие две, но знае ли некогаш да стане навистина тешко и напорно? Надпреварувањата се вообичаено за викенди. Верувам дека ретко имате слободни викенди. Ама како сето тоа? Мислам, малку некогаш знае да биде напорно, бидејќи нели нормално од понеделник до петок си на работа, доаѓа викенд, слободен си, уствари не си слободен. Се балансира, мислам, се наоѓа време за се, не е дека не се наоѓа, меѓутоа нормално, треба да се откажеш од нешто за да добиеш нешто друго што го сакаш. Добро, ема е некако во поголема мера во светот на спортот. Да, јас сум физиотерапевт во спортската академија. Може да го поздравиме Џук. Да го поздравиме. И да се надеваме наскоро дека ќе снимаме кај вас нешто интересно, затоа што произведувате успешни македонски спортисти. Вреди тоа одблизу да се види. И како таму ти тече секојдневието со помладите? Од 7:30 е тренингот, тоа е многу лошо. Тоа, нема спиење? Нема спиење, од 7:30 до 9, ама сат и пол време трае, така да после тоа одам во федерација, работам таму со младински категории, помагам и до 4 сат. Значи баш ти е спортот и кошарката целосно секојдневие. Добро, тоа е убаво веројатно, на некој начин и привилегија кога човек нешто го сака да си биде во тој свет. Ќе го привршуваме полека разговорот, ова што и досега го постигнавте е секако голем успех, уште еднаш на тоа ви честитам. Ве прашав кои ви се желбите за во иднина, но постојат ли некакви временски рамки, затоа што како и спортистите што имаат некаков рок во својата кариера, веројатно можеби не баш толку строго, но слично и со судиите. Така што имате ли одредени зацртани желби околу тоа темпо, за колка временски период си давате себе си едноставно за да си ги исполните целите? Тешко или лесно тоа да се предвиди? Тешко прашање, да. Мислам, треба многу работи да се поклопат. Нели ова е една нова етапа за нас двајца, каде што нели допрва треба да се покажуваме и докажуваме. Не знам како е кај женските, знам машките ние имаме лимит, можеме да судиме до 50-та година. Да, така што имаме доста време. Има време, ќе се потрудиме да дадеме максимум и нели дај Боже да не гледате на некое големо надпреварување. Дај Боже, да. Според ова што ми го кажа, нема брзање во тој случај, нели? Баш како што рековме, има време, само да имате малку и среќа и добро здравје и да си ги исполните желбите. Ви благодарам многу. Јас се надевам тоа што го кажа дека така и ќе биде, дека и со вас, како и со спортистите, ќе се гордееме кога ќе ве гледаме на меѓународна сцена и ништо со малку повеќе искуство. Следен пат се надевам ќе се видиме повторно. Секако. Да. Фала ти за поканата. Фала ти многу. Благодарам многу, им благодарам и на нашите гледачи кои што секој викенд, секоја недела редовно одвојуваат време за да слушнат што ново имаме да споделиме, а е поврзано со светот на спортот. Се разбира, тоа ќе биде така и за 7 дена. До тогаш останете во добро расположение и бидете со програмата на Телма.